ми представува особено задоволство да ве поздравам во мојот кабинет и да ви се обратам на отварање на првата школа за политики при Председателскиот центар за политичко образование. Од самиот почеток на својата работа, Председателскиот центар започна со реализација на научни и стручни конференции и дебати за важни општествени прашања. Неговата основна задача е да придонесе за промоција на културата на диалог и да влие во реформата на образованието преку сеопфатно вклучување на политичкото образование во нашиот формален и неформален образовен систем. Како што реков и при неговата инаугурација, убеден сум дека за да имаме стабилна демократија и за да имаме идни генерации на демократи, мора да вложуваме во образованието кое е втемелено во демократските вредности. Токму таа потреба ме поттикна да започнам една ваква иницијатива за која искрено се надевам дека во следниот период ќе добие поширока општествена поддршка. За остварување на таа цел изградивме партнерство со реномирани политички фондации и организации. Во оваа прилика би сакал уште еднаш искрено да се заблагодарам на сите фондации и организации кои ја препознаа идејата и визијата на Председателскиот центар и се вклучија во неговата работа како дел од програмскиот совет. Тоа се Фондацијата Фридрих Еберт, Скопје, Фондацијата за демократија на Вестминстер, подружница во Република Северна Македонија, Фондацијата Конрад Аденауер, подружница Скопје, Националниот демократски институт за меѓународни работи NDI, канцеларија во Северна Македонија, Меѓународниот републикански институт ИРИ, подружница Скопје и Фондацијата Македонија 2025. Се разбира, во работата и активностите на Председателскиот центар можат да учествуваат сите здруженија и фондации од земјата и странство кои имаат основна цел да ја промовираат културата на диалог и почитување на мултикултурната реалност. Затоа би сакал да искористам оваа прилика да ги поканам да ни се приклучат кон сите оние кои се препознаваат во овие вредности. Почитувани, школата за политики е централната активност на Председателскиот центар за политичко образование. Во рамки на школата, учесниците избрани на јавен оглас врз основа на нивниот интерес за активно учество во општествениот живот, како и професионалните квалификации и стручни постигнувања, ќе имаат можност да проследат предавања и да учествуваат во дебати со врвни интелектуални имиња и експерти од различни области од нашата држава и од странство. Дел од нив се присутни денеска тука меѓу нас и би сакал искрено да им се заблагодарам. Темите што ќе бидат опфатени во рамки на 4 модули ги вклучуваат прашањата и дилемите поврзани со демократијата, правната држава и борбата против корупцијата, заштитата и промоцијата на човековите права и слободи, надворешната политика и безбедност, нашата интеграција во Европската Унија, социоекономскиот развој, како и политичката комуникација и транспарентност. Составот на учесниците ги одразува клучните цели на мојата политика. Тие се потребата да изградиме солидарно и инклузивно општество, да го поттикнеме политичкиот, но и поширокиот општествен диалог, преку надминување на поделбите и да ја промовираме мултикултурноста како клучна алка на поврзување меѓу нашите граѓани. Во таа насока, убеден сум дека учесниците на оваа прва школа ќе имаат исклучителна прилика не само да ги надградат своите знаења и способности, туку и да се поврзат меѓу себе и да изградат контакти кои позитивно ќе влијаат врз нивниот личен и професионален развој. Овој прв модул на школата за политики го реализираме во специфични услови, предизвикани од пандемијата, со чии што последици се бориме веќе една година. Свеченото отварање го реализираме со скратена содржина, а остатокот од модулот ќе се одвива онлайн. Искрено се надевам дека останатите модули ќе можеме да ги реализираме со физичко присуство во текот на летниот период, се разбира во согласност со тогаш важечките здравствени протоколи. Независно од специфичните околности во кои работиме, немам дилема дека ќе бидат реализирани сите предвидени активности и дека ќе имаме успешна реализација на оваа прва школа за политики. Со таква мисла, вам, првата генерација на школата за политики, ви посакувам успешен почеток и многу интересни предавања и дебати во месеците што следат. Благодарам.